Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Многу настани и многу случувања во текот на денешниот ден, дел поврзани пак со изборите, дел некои така ги сметаат. Но во секој случај ќе разговараме за два настана во две различни емисии денеска. Сега во Очи во очи ќе зборуваме по однос на 24 лица кои што се под истрага и дел приведени за злоупотреба на закуп на земјоделско земјиште, но исто така и за злоупотреба на субвенции. А додека пак во вториот дел на мој термин, оној по 19 часот, вестите во 19 часот, ќе разговараме и за она што е настан на денот, но откако ќе ги прибереме сите дополнителни информации во однос на истрагата која што се врши во кривичниот суд. Затоа потоа. Значи сега се концентрираме на делот со субвенциите со оглед на тоа дека овие како едни од најважните чекори кои беа правени од страна на властите во Република Македонија и злоупотребата нивна е сериозна и затоа треба и така и да ја разгледуваме. И во продолжение ќе одиме со прилогот на колешката Кристина Атовска со деталите, па се враќаме во студиото. 6 лица се лишени од слобода, а едно е недостапно за органите на прогонот. Ваков е судскиот исход од денешната акција на МВР и обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, спроведена во Скопје, Тетово, Гевгелија и Валандово. Поднесена е кривична пријава против 24 лица за злоупотреба на службената должност при распределување државни земјоделски субвенции. Осомничените во својство на раководители и помошници на сектори и подрачни оделенија со своето незаконско работење нанеле штета на државниот буџет во износ од околу 222.000 евра, се вели во соопштението на јавното обвинителство. Меѓу осомничените се 15 службени лица вработени во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а останатите осомничени се физички лица и одговорни лица во правни лица во приватна сопственост. Двајца од нив се турски државјани. Основаното сомнение е дека во периодот од 2011 година до 2016 година осомничените службени лица ја искористиле својата службена положба или овластување и ги пречекориле границите на своите службени овластувања при склучување и раскинување на договори за закуп на земјоделско земјиште. При преземањето на незаконитите действија биле помогнати од останатите осомничени лица. Во исто време одобрували исплата по програмата за финансиска поддршка во земјоделството субвенции, на кој начин прибавиле корист за повеќе правни и физички лица на штета на буџетот на Република Македонија. Се вели во соопштението на обвинителството. Според информациите од МВР, раководителите во Министерството за земјоделство кои што биле назначени како председатели на комисии за одлучување по јавни огласи за давање под закуп на државно земјиште, склучиле договори со нови закупци за парцели кои што биле правно спорни и не можеле да бидат предмет на договор. За спорните парцели барани се субвенции спротивно на закон, при што барањата за субвенции во системот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој се внесувани од лице кое нема засновано работен однос во Министерството за земјоделство. Од посоченото министерство со соопштение ја потврдија информацијата за акцијата во која се приведени нивни вработени. Во изминатите години растеше сумата наменета за субвенции во земјоделството, но паралелно растеше и сомнежот на јавноста за партизираност при нивната распределба. Така, тоа е прилогот за кој го подготви колешката Кристина Атовска, кој повторно ќе имате можност да го проследите и во дневникот во 17 часот заедно со колешката Анета Додевска. Но до тогаш разговараме ние тука во студиото на Очи во очи на 0260 91 924 или 0260 91 925 и истовремено и пишувајќи ни на коментари или пак пораки на фан страницата на Facebook на мој термин Очи во очи. Доколку имаме некој на линија, одиме со вклучување. Повелете. Ало? Да, добар ден, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Ве гледам секој ден. Да сте живи и здрави, Господ здрави сети да ви даде. Ви благодарам. Прв пат ве добивам после толку вртења. Многу ми е мило што еве и прв сте во емисијава. Баш ми се погоди сега и за субвенциите. Субвенциите ги зимаат оние што немаат ама тронка земјиште. Даночен сум на земјоделско земјиште, ало? Да, ве слушам, зборувајте. Да, ве слушаме. Даночен сум на земјоделско земјиште. Секдека се жалев, секдека
и до кај вас бев, меѓутоа, ајде, можам да доставам телефон, после на емисијата да се слушнеме. Меѓутоа, се дека се жалев, нигдека не ми излегува пресред. Бараат се и се што, се документација давам, дојдов до управен суд, уште немам одговор од мај месец, не знам што ќе биде. Толку да ти кажам, да ви кажам, Огнен, сум разочаран, така да не знам што да кажам више. Срамота, жалосно, додека зимаат субвенции што немаат тронка земја, а ние што го преработуваме, а без работа сум, фактички избркан од работа. Не сум стечајаc, не сум технолоши, јас сум избркан од работа. Така да, и се жалам, дека се жалам по сите институции, и локална самоуправа, и државен управен инспекторат, и народен правобранител. Секдека се жалам, нигдека не најдов на одговор. И само едно можам да кажам. Моментално имаме писмена и ненасилничка влада. Друго ништо не можам да кажам. А за ова, понатака ќе одам. Да видиме до кај ќе стигнам. Ја не знам, Огнен, просто се чудам и не можам да се начудам. Прв пат вртам, мислам не прв пат вртам, туку вртам нон-стоп и не можам да ве добијам. И сега баш ми се погоди за тие субвенции. За субвенции не ме фаќа закон, а за данок ме фаќа. Жалостно. Барам прием кај господинот Трајановски, ај да не се изразувам, мислам, сепак човек сум во години, барам, неќе да ме прими. Мајка му стара, па луѓе сме ние, не сме ние животни. Како така? Кога барам при еднаш, два пати, без... Немам коментар. Да не те прими, да не те... Не знам што да кажам више. Так. Просто се чудам и нема се начудам. Жалостно да ти кажам за земјоделско земјиште, да ми зима мене данок, Општина Ѓорче Петров не сака да излезе на увид на лице место, од градско собрание ми бараат увид на лице место, а Ѓорче Петров не сака да излезе на лице место. Па нема, молим те, од 2012 година имам укинат данок, ми довоѓа за 2015 данок 0,0 на имот. За 2016 ми довоѓа данок 7.000. Срамота. Жалостно. Ја не знам дали од ракав ги тресат Огнен. Просто се чудам, нема да се начудам. Добро, благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Пократки ни се емисиите, благодарам и ви ќе слушаме во некоја следна можност. Дали имаме некој друг на линија? Ало, добар ден. Добар ден. Денеска можам да ви кажам дека јас сум една од жртвите на оваа мафија. Добро. Затоа што нива од 9 декара на мојот дедо, која беше спорна со неутврдени права и собственост, господава од Министерството за земјоделие ја дадоа на лице на плодно уживање кој не ги исполнува ни еден услов по законот. И тоа пазете што беше театарот. Ние им носиме документ од катастарот, дека нивата е не упишена во катастар со права и собственост и дека таа е спорна, не може да ја делат. Они земаа наредниот ден, направија некој фиктивно изложување, ја направија државна и му ја доделија на дотичниот господин. Тука е замешан раководителот на подрачна единица Газиваба, лице од село Кадино, Скопје, и раководителот на единицата од Министерството за земјоделие и шумарство. Побаравме да го раскине договорот, бидејќи е спорна нивата. Не е само за мене, тука се работи за околу 4 хектара ниви, место викано Кумсол, тоа е село Кадино, кај Радонов Петроваc. На сите им ги земаа нивите, бидејќи тие ниви 62 година на чуден начин се извличани собствениците, се заведени како општонароден имот. И тие луѓе си ги работева до 2011 година нивите. И одеднаш преку ноќ им ги одземаа нивите, оваа случајно мафија, меѓутоа ова не е од сега, ова е одамна. Така да баш ми е драго и мило што на крај некој се сетил да чшне во Министерството за земјоделие и шумарство, само не е ова, има уште. Што може да се ччка. А ние ја и мојата фамилија сме едни од жртвите на оваа мафија. Таа нива од 9, да не кажам скоро хектар, ние одземена на сомнителен начин. Толку пријатно. Пријатно и до вас, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Дали се слушаме со некого? Доколку имаме некој на... Да, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Вака, ова е голем криминал, што е направен со невите, мислам со земјата.
со давање, поготово со давање под концесија. Земјиштето под концесија го земат луѓе кои што немаат врска со земјоделие. И не немат врска со земјоделие, туку се во раководители во подрачните единици, конкретно во Битола, не знам дали 20 на хектари или не знам колку, па имаше и далавера меѓу него и сопругата му препишуваше нешто на сопругата и извесен дел, па извесен дел задржуваше за себе. Цела несреќа е во тоа што тие ниви тој не ги обработува некој друг, му ги дава под наем на други лица, а тој си ги зема субвенциите. Тоа му е доволно, зема негде околу 20.000 евра годината, па сега видите колкава е та плата. Значи, тоа е тоа. Исто така и имаме во Ресен исто така. Исто така некои си, не знам кои се таму, во Езерани, земат земја исто така под закуп, под концесија, не знам на колку години таму веќе, земат негде околу, ми се чини негде околу голема количина на хектари, исто така, со помош на некогашниот уствари јас знам дека зборното е дека е бившиот заменик министер на земјоделие, ортачки со некој таму, што ти ја знам, мештанин од Езерани, и исто така. Садат некој ретко овоше, кое што пресвата не успела, меѓутоа си земат субвенции за тие ниви. Исто така и оној објект на Макази, кој што наводно некој си шејк фрли лопата таму, за да се изгради, меѓутоа шејкот не дојде да ја сечи лентата. Значи, очигледно дека шејкот наш човек, по се изгледа истиот човек, што го спомнат прегеска. Така да, мислам дека е направен голем криминал, тука треба доста чешлање. Не знам дали ќе си чешла докрај. Криминалот е огромен. Парите се земени, ги земат парите оние што не се ни земјоделци, не се ништо, тука едноставно на некој начин стигнале да земат нешто од државата. Добро. Под концесија и што ти ја знам, веќе Пелагонија цела таква е, барем од крај накрај, од Меджитлија до Прилеп. Борет, ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и до Поздрав и до вас. Значи, ово е најголемиот криминал. Ни тие 15-20 милиона евра провизија за аутопатот Штип, ваму шо оди ми во гудрању аутопат, провизии што се зборува. Ово е најголемиот криминал, да знаете. Ете ги патриотчињата на Македонија, ја ви ги кажував, ама никој не ме слушаше мене. Вие се патриотчињата на Македонија што плячкаа Македонија. Они за тоа ја сакаат Македонија, за да плячкаат, не да сакаат од душата и од срцето, која што сакаме ние, комуњари што не викаат. Што ја стваравме, јас сум еден од тие што ја стварав државата која имаше боневи кај нас во Македонија. И треперам целиот, оти го знае вој криминал 6-7 години дека постои. Зашо гласаат за диктаторот? Од што го сакаат? Од што им дава, ги знам, луѓе вода нема очите, возат бенвиња, возат джипови, по Прилеп да видите што е. По Прилеп е не видел нешто, ниви со тутуни, ни тутун видел, ни нива видел. До последниот доди затвор. До последниот или ќе не биде држава, или ич нека не биде. Од има луѓе леп немаат да јадат, а има за да им гласаат, се расфрлаат со нашите пари, европските пари. Вие се европски пари и за тоа Европа се замешува. А Европа ќе ја дотера до крај, каже Европа. Без расчистување на снимките и без расчистување на субвенциите нема европска заедница. Значи, она е решена до крај доди и ќе оди. И сите ќе одат затвор. Неко останеме пола, неко одат затвор. Ќе правиме уште 20 затвори. На што личи во абе патриотчиња? Огне, извини, ги повикувам патриотчиња да се јават. За тоа ли сте патриотчиња? За тоа ли ја сакате Македонија? Да оплячкате? Се да земете. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас и ви посакувам убав ден. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Мене ме интересира како е продадена Пелагонија
со се банка, а секоја држава, најголемата котпина, тоа е стомакот на државата. И тоа се продава целото за неколку пари, со се банка, со се све. Баш ме интересира колку тој што го купил Пелагонија со Стопанска банка Битола, колку субвенции има добиено. Така. Тоа ми е прашањето. И Добро. ништо друго. И ќе ви стане јасно после све. Добро. Thank you very much, you're kind. Thank you. Се гледаме, се слушаме. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Да, добар ден. Поздрав до вас, повелете. Поздрав до тебе огни и до телевизија рече. Благодарам, повелете. Баш во претходните емисии јас кога дискутирав за Министерство за внатрешни работи, сега веќе Министерство за внатрешни работи се ослободе од стегите на господјата Гордана Анкуловска, каде што ако сами сега процените дека 24 кривични пријави МВР поднесло. Значи тоа е ослободување, односно работење по закон за внатрешни работи и почитување на кривичниот закон. Сега се пуштија во земјоделието каде што најголемиот криминал е направен таму. Тоа е, јас кажувам, еден плюс на Министерството за внатрешни работи, затоа што почнува да се ги работи и работите за кој што никој нема страх, никој нема убедување дека некој ќе го избрака од работа и така натаму. Една голема случка ќе ви ја кажам од Битола. Србиновски, раководителот на распределувањето на земјишето, на својата жена и поклоне и даде 40 хектари земја. Да се разбереме. Таму беа комисии во времето, ще кажам, никој не констатирал. Кога беше поплавата, 5,5 милиони евра Орце Камчев и Сашо Мелков зедо обештетување. А мојот внук од селото што ми е од брат зеде 200 евра. А немаше ништо, мислам, од поглед на оставено за да може да земи од земјата нешто. Се беше уништено. Со тоа што ова сега мафија, која што е уфрлена во земјоделието, веќе почнува да паѓа. Почнува правото да владее. Почнува полицијата да функционира. И сега нема и каде, обвинителството основно веќе се одваже и не сака повеќе владење од царот на државата Никола Груевски. Сега веќе се види дека правната држава почнува да функционира. Так. Нема да се плаши овој македонски народ и ние кажуваме и ќе кажуваме. Спроведувањето на правото ја носи правноста на државата и секој оној кој што зел бесправно субвенции да си ги врати назад со камата и на луѓето кои од 2012 година не му има дајано субвенции да му исплати, затоа што тие пари ги заработили луѓето. Добро. Затоа ја повикувам јас сега новата влада да продолжи со овие активности и ја поддржуваме во целина. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден, Огрен. Добар ден. Па вака јас да дадам еден мал допринос. Јас, бидејќи знаете, од Куманово сум, ако некој од обвинителство слуша, па нека работи по допрен глас. Еве, јас ке кажам, делот кој е према Свети Николе, негде околу 2-3 хектара, добил еден човек под концесија. На колку години, не знам, се зборува на 20 години. Абе, нема врска со земјоделие. Што рече некој од претходните, дава под закуп и само збира субвенции. Тој не може сам да ги собере. Тој ги дели. А со кого? Народе македонски. Не може ова влада за 4 месеца како дојде да направи се, ама гледате како мрда. И тоа дебело мрда ќе почне со затварање на главите, големи глави, а потоа ќе се дојде и до опашката. Така да не се секирајте. СДСМ начело со Заев и сите министри од СДСМ кои се, и сите од коалиција, мора да работат согласно закон. И секоја грешка има да биде санкционирана, а малку повеќе време ќе треба сите овие криминалци што се да одат таму каде што им е местото. Не се секирајте. Ќе добиете сите субвенции, но поштено, а не јас немам врска со земјоделие да добијам субвенции. Така, мојот совет е поштено излезите, гласайте по ваше убедување, субвенции никој никогаш нема да ви ги укине, само ќе растат,
Така да ви советувам, немојте да тражите преку Леп и Погач. Поздрав од Куманово, се на љубов Огнен. Благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Поздрав од Чаир. Поздрав и до вас од нас, повелете. Поддршка за СЕО, поддршка за министерот Спасовски. Нека ги гони лоповите, оти ги има еден куп. Нека ги гони лоповите 24 сата, оти има што да гони. Не е еден, не е 100, ги има еден куп. Се додека не се стаса до Груевски, до Мијалков и до Јанкуловска. Поздрав од Чаир. Благодарам, поздрав и до вас. Имаме време за уште едно вклучување режија. Дали имаме некој на линија? Добар ден. Дали се слушаме со некого? Нели до 45-та рековте режија? Че може? Да, имаме некој на линија. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав од се срце. Поздрав и до вас од нас, повелете. Благодарам. Потполно ги поддржувам, значи, сите тие кои се јавија и кои е вистината, значи, излегува на дело. Јас се прашувам, не се 24, не очи бидат 240, затоа што во 3 града се најдоа толку. Македонија е голема. Многу прсти има замешано. Ево, ја ќе ви кажам лично мој пријател што припаѓа на социјалдемократскиот од село Сливово, комшија на министерот бивши од претходната власт, кој беше на фотелјата како председател, то не го живее. Кутриот тој со стадо овци ниту една година не му дадоа. Зошто? Затоа што не бил со нив. Па тоа е тоа што господинот Љупчо, кој беше министер за земјоделство, кога ги отвораше вратите да се ја спаси криминалот, да направат во државата бун, да страдаат граѓани за некој што Македонија и го плячкал македонскиот народ. Баш ми е мило, баш ми е драго, му честитам на Зоран Заев и честитам на влада, нека тера, нека оди напред, секој кој е грешен, нека одговара. И јас нека бидам еден од тие. Ако сум грешил, е во затворот. Поздрав, се најболо. Поздрав и до вас, благодарам за јавувањето и се слушаме во следна можност. Почитувани гледачи, тука е крајот на изданието на Очи во очи. Вие и јас ќе се видиме повторно некаде околу 18 часот и некоја минута во првиот дел на мој термин, каде што ќе разговараме заедно со Лура Положани, проектна менаџерка и експертка по однос на предстојните локални избори за алатката, бесплатна онлайн алатка, која што им овозможува на гласачите да ги споредат своите позиции со позициите на кандидатите и партиите кои ќе учествуваат на предстојните локални избори. За деталите и за се она што имаат кажано партиите, а дали тоа сето се одвестува со граѓаните во однос на предстојните локални избори, во првиот дел на мој термин со Лура Положани. Останете со Телевизија 24.